Откровение на апостол Јован, 5 глава. И видов во десницата на оној кој седеше на престолот книга напишана однатре и однадвор, запечатена со 7 печати. И видов силен ангел што викаше со висок глас: Кој е достоен да ја отвори книгата и да ги скрши печатите незини? И никој не можеше ниту на небото, ниту на земјата, ниту под земјата да ја отвори книгата, ниту пак да ја гледа. И јас многу плачев, што никој не се најде достоен да ја отвори и да ја прочита таа книга, ниту да дзирне во неа. А еден од старешините ми рече: Не плачи, ете, лавот, кој е од јудиното колено, корен од Давидов, победи да ја отвори книгата и да ги скрши незините 7 печати. Погледнав, и ете, сред престолот и 4 животни и сред старешините стоеше јагнето, како заклано, со 7 рога и 7 очи, кои се 7 духови Божји, пратени по целиот свет. Тој дојде и ја зеде книгата на оној кој седеше на престолот. И кога ја зеде книгата, 4 животни и 24 старешини паднаа пред јагнето, држејќи секој од нив харфа и златни чаши, полни со темјан, кои се молитвите на светиите, и пееја нова песна велејќи: Достоен си да ја земеш книгата и да ги скршиш незините печати, зашто ти беше заклан и со својата крв не откупи за Бога од секое колено, јазик, народ и племе, и не направи пред нашиот Бог цареви и свештеници, и ќе царуваме на земјата. Потоа видов и чув глас на многу ангели околу престолот и околу животните и старешините, а бројот им беше илјадници милиони, кои зборуваа со висок глас: Достојно е закланото јагне да прими сила и богатство, мудрост и моќ, чест, слава и благослов. И секое создание на небото и на земјата, под земјата и во морето, и се што е во нив, чув како зборува: На оној кој седи на престолот и на јагнето, благослов и чест, слава и владење во сите векови. А 4 животни велеа: Амин. И 24 старешини паѓа му се поклонуваа на вечно живиот.